Здруженијето за борба против ракот Борка и најголемата млекарница во Македонија Бимилк организира акција насловена под мотото Розови и здрави. Ова акција трае во текот на целиот месец март, се става акцент на превенција и заштита од ракот на дојка. Токму на оваа тема говорам со моите денешни гостинки во студиото. Биба Додава, веќе сите знаеме, од организацијата Борка, како и Поликсена Ристевска, представничка од млекарницата Бимилк. Ке ги дознаеме еве сите детали за оваа акција Розови и здрави, која што трае во текот на целиот овој месец, па и само на самиот почеток на акцијата имавме еден мал инфо што идеше токму во нашата програма за тоа што означува оваа акција. Добро утро, добро ни дојдовте во студиото. Добро утро, добро ве најдовме. Поздрав за сите гледачи на Алфа телевизија, да ви се заблагодарам за поддршката што ја давате. И би сакала во секое време, во сите наши акции, што е навистина многу важно, затоа што сите овие информации, сите овие активности што ги правиме, е многу битно да дојдат да допрат до граѓаните и да слушнат за тоа. Еве, конкретно оваа акција се одлучивте за месец март, некако го нарекуваме женски месец, како што реков, и токму затоа се стави акцент на борбата за ракот против дојка, па каква акција се превезама? Така, токму ова, да кажеме, соработка заедно со млекарата Битолската млекара, ја започнаме уште од минатата година, продолжува и оваа година, се надам дека и во наредните години исто така ќе биде успешна, затоа што покажуваат еден интерес за решавање и за вклучување дека овие проблеми кои што Борка се соочува, значи за да ги за промоција, нели, за едукација на женската популација во однос на ракот на дојка конкретно, дека тоа е заеднички проблем и ете веќе втора година соработуваме успешно, се работи за акцијата Розови и здрави, која што продолжува оваа година, која што всушност од страна на Борка имаме неколку пунктови кои што се поставени во текот на целиот месец март, каде што се доделуваат овие информативни, да кажеме, флаери и каде што ќе можат луѓето на експлицитен начин, значи токму со фантом дојките, да знаат како да го направат тој само преглед, значи што е прво превенцијата, да кажеме, во ракот на дојка. Токму и тоа се акцентира да се подигне свеста дека превенцијата е многу важна за спречување на ова болест. Апсолутно, значи освен може да биде со позитивен исход решена. Апсолутно. Поликсена од Битолска млекара, еве пред нас го имаме јогуртот кој што е во продажба веќе целиот овој месец со розевата машничка, значи означено. Продажната цена, дел од ова за потрошувачите ќе биде наменета токму за превенција од ракот на дојката. Еве повеќе детали како иде продажбата. Да бидам искрено, одлично оди продажбата и драго ми е што сите граѓани, односно потрошувачи на битолскиот јогурт се вклучија за земаа дел од оваа активност и токму на информативните пунктови кои што ги организиравме 3 викенди со ред, голем број на граѓани ја поддржаа оваа активност, кажа одлични зборови и тоа ни дава мотив и понатаму да продолжиме со вакви активности. Здруженијето Борка веќе втора година поред и соработуваме, имаме одлична соработка. Минатата година го поддржавме маршот напред Розови, оваа година согледавме дека можеме во активноста да ги вклучиме и нашите потрошувачи, односно граѓаните, бидејќи и Борка и ние имаме една заедничка цел, а тоа е едукација на граѓаните на Македонија за превенција од најразни болести на денешницата, би ги кажала. Така што ова е само еден дел, една активност која што Бимилк и Борка ќе сработат заедно, конкретно во месецот на жената, месец март, за превенција од ракот на дојка. Меѓутоа, понатаму сметаме дека има уште многу други полиња на кои што ќе соработуваме. Значи, не е тука само ракот на дојка и женската популација, има многу теми кои што Борка ги опфаќа и за кои што сметаме дека можеме ние да допринесеме како општествено одговорна компанија. Така, токму како компанија и сте пример за другите компании дека може да се вклучат во вакви хуманитарни донации и спонзорство на некој начин да се развие филантропијата, да. И убаво е што како компанија го имате превземено сето ова, значи ова не е ваше прв пат ваше вклучување во вакви акции, да. Ние имаме континуирани активности, односно како
општествено одговорна компанија се трудиме да делуваме во различни ранливи групи на општеството, да им помогнеме. Минатата година сме имале донации во Домот за деца со оштетен слух Димитар Влахов, во Стив Наумов Домот за рехабилитација, во Кочо Рацин во Битола, исто што е дом за деца со потешкоти и во развој. Го имавме проектот Преградка на дар, кој што го спроведувавме 3 години и сметам дека тој проект е за оние најмалите, каде што се грижиме да ги едуцираме за хуманост, солидарност, и тоа беше проект со кој што ние се представивме и во Брисел, односно ја добивме наградата од страна на Комитетот за најдобри општествено одговорни практики во ЕУ. Така што сметам дека сите тие активности не се само ради комерцијална цел на Битолска млекара, туку напротив, да вратиме во општеството она што потрошувачите кај нас го гледаат, односно лојалноста, да ја наградиме и да помогнеме колку што можеме повеќе. Се надевам тој пример ќе го земат и останатите компании во нашата држава. Биба, еве, дали има таков одзив и од другите компании, дали Бимилк се пример на некој начин? Така, Бимилк да се пример, ние имаме соработувано на вистина со доста компании до сега, особено се вклучуваат во оној розевиот марш кој што се случува во мај секоја година, традиционално и оваа година ќе се одржи исто така на 17 мај. Освен Битолска млекара, секако дека имаме и други поддржувачи, меѓутоа се повеќе и повеќе акцентираме на тоа дека сите овие активности кои што Борка ги работи треба да се поддржани. Значи Борка е непрофитно невладино здружение и работи само врз основа на вакви донации и спонзорства и ги реализира своите активности. Така да што повеќе фирми поттикнеме и компании, нели, еве како оваа акција да се вклучат, толку поголем бенефит ќе имаат граѓаните, затоа што Борка знаете дека работи и на терен со најранливата категорија, односно збориме за луѓето заболени од сите видови на карцином, помагаме во однос на перики, доделуваме, ја имаме првата SOS телефонска линија, 20, значи работи 7 дена во неделата. Што може да се каже на таа SOS телефонска линија? На SOS телефонската линија многу често нели сме ја промовирале тука и повторно ќе го кажам тој број, значи е 0800 55777 или пак доколку сакаат од било кој мобилен оператор, исто така е бесплатно, и е 075 22 8899. Така да тие се броевите и се јавуваат луѓе од секакви категории, значи се јавуваат родители чии деца имаат карцином. Не се работи само за помалата популација, туку и те, да кажем, и повозрасни, да. Се сакаат да добијат различни информации, дали се тоа во однос на нивните права како пациенти, каде да ги осварат, каде да се обратат на преглед, наши совети во однос на лекувањето, односно нели во однос на поточно на исхраната, ние не би можеле конкретно да дадеме во лекувањето никаква информација за тоа што сепак за тоа се стручни онколозите, меѓутоа начините на преглед, начините како да направат само преглед, да ги смириме дека секоја грудка не значи веднаш рак, туку дека треба да се отиде. Многу информации за овие, да кажеме, 6-та година веќе поред функционира, веќе 7-та стари година поред функционира, да. Стручни лица од другата страна на линијата, психолози, доктори. Тоа се психолози, социјални работници кои што веќе се имаат оперирано, веќе ја имаат преживеана болест, и тоа е многу битен фактор. Луѓето кога зборуваат на таа телефонска линија знаат дека зборуваат со паталец. Така. Да се навратиме на акцијата за која што говориме, розови и здрави, средствата кои што ќе бидат собрани, како ќе бидат искористени за подигање на свеста за оваа болест и превенција? Во својата годишна програма Борка, еве ова, значи би сакала да го покажам дека ова информативно како флаерче може да остане кај сите, токму тука се наведени информациите како да се направи само преглед. Затоа освен реклама, нели што викат луѓето, ова е едукативен флаер. Инаку во текот на целата година Борка прави многу активности, во сите тие активности ќе бидат наменети токму овие средства и исто така ќе почнуваме, значи освен трибините кои што нели во текот на целата година ги реализираме заедно со многу еминентни стручњаци, доктори на одредени теми, нутриционисти и така натаму, така да средствата дел ќе бидат исто така употребени
и токму и за оваа розова прошетка, која што, како што веќе кажав, на 17 мај по седми пат традиционално ќе се случува и сепак овој јогурт кој што е навистина пред се, нели, здрав, кој што го конзумираат сите и добро е што на таков начин всушност, нели, иде дека розови и здрави, значи не е само розовата боја како одлика на борбата против ракот на дојка, туку намерата ни е да останеме здрави и да се грижиме за собственото здравје и да бидеме свесни за сите симптоми и да бидеме свесни за сите прегледи кои што треба да ги правиме како жени во текот на една година. Така да оваа серија на јогурти е ограничена серија, што значи дека само во овој месец ќе биде достапна, така? 8 март како денот на жената решивме да не го оставиме само на ден, туку да го направиме март месец на жената и токму во тој месец на жената ќе имаме оваа ограничена серија на битолски јогурт со кое што купување допринесуваат сите потрошувачи за поддршка на ова движење. Имате ли можност да се сретнете со потрошувачите да знаете каков е одзивот токму нивни за и поддршка, верувам, голема за оваа акција? До сега имаме одржано 3 информативни пунктови на територија во Скопје и одзивот на тие информативни пунктови беше стварно голем. Информативните пунктови се од 10 часот до 14 часот во саботите за време на викендите и ние имавме стварно негде околу 100 и повеќе, ако не посетители на само тие информативни пунктови на ден, каде што сите се информираа како можат да извршат само преглед, кои се првите знаци, да кажам, за превенција од ракот на дојка, која исхрана треба да ја практикуваат, така што и морам да напоменам дека овој викенд, кој што ни е последен викенд на овие информативни пунктови, каде ќе биде локацијски да се знае доколку некој не следи, сака да Ќе биде кај Драмски, значи во Тинексот кај Драмски. Секоја недела беше фактички на различни локации, сакаме, значи на ниво на Скопје, значи сакавме за тоа по 2 различни локации биравме каде што се најфреквенти, во најфреквентно време, каде што повеќе луѓе ќе може да допрат до информацијата и да добијат соодветни информации и едукација на лице место, значи како да се направи тој само преглед. И во Рамстор во Капиштец, значи оваа сабота ќе биде, така да ги покануваме сите оние кои што би сакале, нели, да не посетат, да купат јогурт, да не поддржат нас и да добијат соодветна информација на овие 2 места. Сигурно сум дека ќе добијат се што им е потребно како информација. Честитки би рекла за вакви акции, да има што повеќе. Еве, Бимилк е навистина пример за една општествено одговорна компанија да продолжите со овие акции. Еве, на самиот крај да се навратиме повторно, бидејќи зборуваме конкретно, нели, за ракот на дојката. Како се податоците, статистиката во Македонија, колку е најмладиот, колкав е најмладиот пациент, дали еве со сите овие акции успеваме да на некој начин ја подигнеме свеста дека сепак може да се збориме со оваа болест, па да се намалат исходите од смртни случаи? Статистиката покажува според истражувачката агенција Глобокан во 2012 година дека брои 1152 нови случаи, што е навистина скоро дупло од онаа бројка со која што ние кога почнувавме со борка во 2007 година, тогаш беше околу 600-650 нови случаи на годишно ниво. Што значи во Македонија во текот на една година, односно дневно, се откриваат по 3 нови случаи на карцином на дојка. Има и кај мажи, има и кај жени. Значи не се само жените, да кажеме, таргетирани во процент за жени, меѓутоа се појавува и кај мажите. Ние имаме и мажи, членови кои што се на борка, кои што исто така се соочуваат со оваа болест и се борат со оваа болест. Инаку во однос на самата, да кажеме, нели, кампања и превенција, би требало да напоменеме дека сите овие фактички пунктови, нели, кои што ќе треба да се надеваме дека ќе продолжат и понатака и дека едноставно ќе имаме што повеќе, да кажам, заболени луѓе од рак на дојка, а што помалку заболени, а што повеќе успешно излечени од рак на дојка, затоа што сепак најмладата пациентка има само 18 години и тоа е навистина алармно, се намалува
статистиката, односно се намалува старосната граница, да кажем, на жени кои што се заболени од оваа болест и сметаме дека токму со ваквите акции ќе ги потикнеме луѓето да направат еден навремен преглед и да се грижат за своето здравје. Биба, Олексена, благодарност за гостувањето ова утро. Добре дојдени информации. Биба, во некоја друга прилика, еве и на музички план ќе прашаме што и како. Неизбежно тоа прашање. Благодарност уште еднаш, се до некоја наредна прилика, како што знаете и рековме на почетокот, како медиум секогаш сме присутни, ги покриваме вашите акции, па следната во месеца и напред Розово исто ќе бидеме присутни да споделиме се со цел со нашите гледачи.